Што е Царството Божие? Место каде што одиме после смртта или нешто што започнува уште сега? На Царството Божие најчесто мислиме како на идна реалност што не очекува. Но Евангелието ни открива една поинаква вистина. Господ Исус Христос ја започна својата служба со зборовите „Се приближи Царството Небесно“, а на друго место пак рече „Царството Божие е помеѓу вас“. Христос не дојде просто да ни зборува и да ни ветува некое идно Божјо царство од другата страна на вечноста, туку да го воспостави уште овде и сега. А местото, каде царството станува видливо и опипливо во овој свет, е токму црквата. Христос помеѓу нас. Јас сум протопрезвитер Дејан, а во ова видео ќе зборуваме за повикот на апостолите и за црквата како тело Христово и предвкус на Царството Божие. Господ Исус Христос не бара публика. Тој не бара навивачи, туку бара ученици. Звучи чудно, но многу често токму како навивачи се однесуваме во црквата. За многумина денес црквата е место каде што доаѓаме кога имаме некаква мака, некаква потреба или проблем. И тоа е сосем природно. Но црквата не е само прибежиште во тешки моменти. Институција во која влегуваш да си ја кажеш маката, палиш свеќа, оставаш дар, се молиш и си заминуваш. Кога верата ја сведуваме само на лична потреба и индивидуално, интимно искуство, лесно може да ја изгубиме од вид вистинската природа на црквата. Во таквиот пристап човекот станува пасивен наблюдувач. Доаѓа на богослужба и стои од страна и гледа што се случува. Како навивач на спортски надпревар кој од трибините внимателно ја следи играта и потоа емотивно го коментира надпреварот. Но црквата не е место каде што сме повикани да бидеме публика. Таа е заедница, тело Христово во кое секој верник е повикан да учествува. Да се моли, да пее, да го исповеда символот на верата, да ја каже молитвата Оче наш, да го отвори своето срце за светото Евангелие и да пристапи кон светата причест. Ние не сме повикани само да гледаме како други луѓе учествуваат, туку и самите да влеземе во животот на црквата. Зашто Христовиот повик не гласи седнете и наблюдувајте ме, туку дојдете и врвајте по мене и јас ќе ве направам ловци на луѓе. Не како навивачи кои од трибините гледаат надпревар, туку како играчи кои излегуваат на теренот и влегуваат во игра. Токму во тоа ќе ни помогне денешното Евангелие во кое Христос ги повикува апостолите, не како пасивни наблюдувачи кои му се воодушевуваат, туку како активни соучесници. Како апостоли кои ќе станат темел на црквата, тело Христово, заедница на верните и присуство на Царството Божие на земјата. Исус ги повикува првите ученици. Оттогаш Исус почна да проповеда и да говори. Покајте се, зашто се приближи Царството Небесно. И одејќи покрај Галилејското море ги виде двајцата браќа, Симон наречен Петар и брат му Андреј како фрлаат мрежа во морето, а тие беа рибари. И им рече: Појдете по мене, и јас ќе ве направам ловци на луѓе. И ете тие веднаш ги оставија мрежите и тргнаа по него. Потоа, одејќи понатаму, виде други двајца браќа, Јаков Заведеев и брат му Јован во кораб со Заведеј, таткото нивни, кои си ги крпеа мрежите свој и нив ги повика. И тие веднаш го оставија коработ и татка си и тргнаа по него. И одеше Исус по цела Галилеја, поучувајќи по синагогите, проповедајќи го Евангелието на Царството и лекувајќи секаква болест и немоќ ке народот. Една од највпечатливите карактеристики за Христовата служба е тоа што Христос својата мисија на земјата не ја започна со градење на велелепни храмови, институции или организации. Ниту пак ја започна со битни и етаблирани луѓе, туку од дното на општеството. Започна како обичен човек во обично семејство во Назарет. Како син Божи тој можеше да се роди кај императорот во Рим, или барем во домот на првосвештеникот во Ерусалим. Зашто човечки гледано така тој би имал поголемо влијание и многу побрзо би ја расширил својата евангелска порака. Но Христос не избра да действува преку политичка моќ, преку богатство или преку институционална сила. Наместо тоа, тој ја започна својата мисија со обични рибари, обични луѓе. Свети Николај Охридски и Жички ни вели, да постапуваше Христос по човечки, тој сигурно не би избрал 12 рибари за своји апостоли,
туку 12 најмоќни земни цареви. Но колку е премудро тоа што Христос започнува од долу, а не од врвот. Колку е премудро што светото царство свое не започна да го гради со цареви, туку со рибари. Христос започнува со луѓе кои немаат ниту позиција, ниту моќ. И тоа е за Божјата сила јасно да се покаже во слабоста. За да се покаже дека Царството Божјо се шири не заради компетентноста и способноста на апостолите, туку заради неговата благодат која во нив пребива. Кога постои некаков проблем, секој човек природно прибегнува кон институционални решенија. Решенија кои се засноваат на власт и поредок. Човечката тенденција е проблемите да ги решава од озгора. Но Христовата стратегија е евидентно помудра. Таа започнува од оздола, почнува со промена. Не започнува со воспоставување на институции и системи, туку со промена на личностите. И тоа го гледаме кај светите апостоли. Од обични, необразовани, исплашени, несигурни луѓе станаа храбри проповедници и светии, столбови на кои и ден денес целиот свет се огледува. Не заради нив самите, туку заради Христос кој во нив се прославува. И токму така започнува црквата. Забележете како, кога Христос ги повика апостолите, тој од нив не побара просто пасивно да веруваат во него, да станат верници. Христовиот повик е динамичен, повик на движење. Дојдете и врвете по мене. И тука нема статичност, зашто тоа е повик на промена. Да одат по неговите стапки и на тој начин од ден во ден да стануваат се послични на него. И токму затоа Христос повеќе од 3 години денонокно беше со апостолите. Тој не беше како класичен учител кој држи лекции и потоа си оди дома. Тој ги држеше блиску до себе за да можат да научат како вистински се живее, како се љуби, како се простува, како се носи крстот и како се исполнува Божјата волја. И така, од прва рака, не само со зборови, туку преку пример да научат како се преобразува човекот. Зошто вистински ученик не е човек кој само ги слуша зборовите на учителот. Вистински ученик е оној кој го усвојува начинот на живот на својот учител. Токму затоа христијанството уште од самиот почеток не е само систем на верување, туку живот со Христос и во Христос. И тука се наоѓа најголемата разлика помеѓу верникот како наблюдувач и верникот како ученик. Верникот наблюдувач најчесто доаѓа кај Бог поради својата мака и своите проблеми. Тој сака Христос да му го промени животот и нештата да се свртат во негова полза. И тоа е сосем природно. Но со тек на време ние би требало да пораснеме и од фазата на наблюдувачи да станеме вистински ученици. Верникот ученик од друга страна сака Христос да го промени него самиот. Не само неговите околности, туку и неговото срце. Тој не прашува само што можам да добијам од Бог, туку каков човек Бог ме повикува да станам. Ученикот се вклучува во процесот. Тој сака да биде блиску до Христос, да учи од него. Ученикот не се задоволува само со дарот, туку го бара дарителот. И токму затоа Христовиот повик не завршува со апостолите. Тој продолжува и ден денес и важи за секој еден од нас. И денес Христос не повикува и ни вели: дојди и врви по мене. А наше е дали ќе се одважиме, дали ќе ги оставиме своите мрежи и ќе тргнеме по него. Или пак ќе останеме само публика која наблюдува и коментира од страна. Но ако Христос не повикува да бидеме ученици, тогаш природно се поставува прашањето во каква заедница Христос не повикува да живееме. И што е всушност црквата? Кога денес ќе го спомнеме зборот црква, различни луѓе замислуваат различни нешта. Некои мислат на храмот, на градбата. Други ја замислуваат како институција и нејзината организација во епархии и помесни автокефални цркви. Трети пак како национална традиција и култура кои треба да бидат сочувани и пренесени. Иако во сето тоа има одредена вистина, сепак, ниту едно од нив не го исцрпува вистинското значење на црквата, а тоа е црквата како заедница на Христови ученици. Во евангелскиот текст слушнавме како Христос ги повика учениците Петар, Андреј, Јаков, Јован, а подоцна и другите. Но тој не ги повика да станат просто верници и секој од нив да си оди по својот пат, кој како замислил. Напротив, тој од нив направи ученици и ги поврза во заедница. Таа заедница на духов ден Бог ја исполни со силата на Светиот Дух и од тука започна тајната на црквата.
Малку подоцна, светиот апостол Павле ја искаже една од најпознатите метафори за црквата, а тоа е црквата како тело Христово. Во таа метафора, Христос е главата, а ние сме членовите на неговото тело. Како што секој дел од човечкото тело си има своја улога, така и секој член на црквата си има свое место, своја служба и свој дар. Црквата е жив организам, жива заедница возглавена од самиот Господ Исус Христос. А тоа значи дека спасението не е индивидуален проект. Не е само јас и Бог. Денес често може да се слушне верата е нешто лично, нешто интимно. Што ќе ни се свештеници, што ќе ни се други верници. Јас само во Бога си верувам. Но што ќе се случеше ако вака размислуваа апостолите кога Христос ги повика? Што ќе станеше од црквата ако Петар си веруваше сам, Андреј си веруваше сам, Јаков, Јован и сите други ученици исто така? Тешко дека црквата ќе беше онаа што е денес. Напротив, Христос првите ученици не ги повика поединечно да чекорат секој по својот пат. Тој ги повика во заедница. Најпрво 12 апостоли, потоа 70 ученици и подоцна цели црковни заедници на секаде по светот. А преку нив се разбира и ние сме повикани во истото тоа тело, во истата заедница. Да се молиме заедно, да страдаме заедно, да се радуваме заедно, да го носиме товарот еден на друг. Зашто сите ние сме едно тело со една глава, Господ Исус Христос. И како што во човечкото тело сите органи функционираат од истиот живот, така и во црквата сите живееме од истиот Христос. И затоа црквата не е само собрание на луѓе кои имаат исти убедувања. Таа е жив организам кој е исполнет со Светиот Дух. Секако кога велиме дека црквата е тело Христово, тоа не значи дека е таа некаква неорганизирана духовна заедница во која секој прави како што сака. Уште од самиот почеток Христос повикува апостоли. Апостолите поставуваат епископи. Епископите поставуваат свештеници и ѓакони. Се формираат помесни цркви. Се одржуваат собори. Се воспоставува канонски поредок. И сето ова е важно и неопходно. Но треба да внимаваме да не ја замениме суштината со формата. Црквата не постои поради чиновите, титулите или административните граници. Сето тоа постои за да му служи на телото Христово. И како што човечкото тело има свој скелет кој му дава цврстина и стабилност, така и црквата има своја иерархија, канони и поредок. Но животот не доаѓа од скелетот. Животот доаѓа од Христос. И токму затоа светиот апостол Павле не вели дека црквата е организација, туку дека е таа тело Христово. Сега можеме да се вратиме на прашањето со кое што започнавме. Што е всушност Царството Божјо? Кога активно се вклучуваме како Христови ученици, тогаш ние веќе не сме само собрание на поединци. Престануваме да бидеме индивидуи и стануваме тело Христово во кое пребива и действува самиот Господ. Царството Божјо не е само идна реалност која што ќе настапи по смртта, односно после крајот на светот. Според библиското учење, Царството Божјо започнува овде и сега, бидејќи тоа е таму каде што е Христос, таму каде што Христос царува во срцата на луѓето и ги собира во едно тело. И затоа црквата е предвкус на Царството Божјо на земјата. Не пред се како институција или градба, туку како заедница собрана околу својот цар, Господ Исус Христос. А најдлабоко тоа го доживуваме на светата литургија. Секоја литургија е искусување на Царството Божјо. И не случајно литургијата започнува со зборовите: Благословено е Царството на Отецот, Синот и Светиот Дух. Царството е таму каде што е царот. А Христос токму на литургија е реално присутен меѓу нас. На литургија ние учествуваме и се спојуваме со телото и крвта на царот. Таму Светиот Дух ги раздава своите дарови и таму секој си ја наоѓа својата улога. Секој го наоѓа своето место и својата смисла. И затоа, делото на црквата не е само дело на епископите, свештениците и ѓаконите. Тие се разбира се служебното свештенство. Но сите ние сме повикани на служење. Како што вели светиот апостол Петар, сите ние сме царско свештенство. Во црквата нема публика. Едни да изведуваат, а други да наблюдуваат. Секој од нас има свое место, своја служба и свој дар во телото Христово. Некој убаво пее. Некој го бидува добро да поучува. Некој добро служи. Некој се моли. Некој знае да утешува, а друг да помага. Друг пак знае ефективно да раководи.
Но сите заедно сведочат за едно и исто присуство. Присуството на царот во неговото царство. Во телото Христово секој член е битен и нема непотребни делови. Окото не може да ја рече на раката не ми требаш, или главата не може да им рече на нозете вие не ми требате. Се разбира, треба да имаме на ум дека даровите не се наше постигнување. Како што вели блажениот Теофилакт Охридски, различноста на даровите не произлегува од различноста на заслугите, туку од волјата на Светиот Дух, кој на секого му дава различно, секому според потребата на заедницата. Даровите не се доблести, тие не се производ на нашиот труд, туку бесплатно добиени способности од Бог. И тие не треба да бидат причина за гордост, туку за благодарност и за служење. Затоа не се возгордевајте над другите. Како членови имате потреба едни од други. Секогаш кога ги употребуваме даровите што ни се дадени, ние го откриваме и го правиме видливо Царството Божјо помеѓу нас. А секогаш кога ги занемаруваме нашите дарови, ние од една страна себе си се лишуваме од благослов, а од друга страна ја осиромашуваме заедницата, односно членовите на телото на кои Бог преку нас сакал да им подари благослов. И на крајот, најважното прашање што денешното Евангелие ни го поставува не е дали си верник, туку дали си тргнал по Христос. Дали си го открил своето место во телото Христово? Дали се уште си само наблюдувач кој дарот Божи си го чува во джебот, или си активен соучесник во Царството Небесно, кое веќе е присутно помеѓу нас? Еве, Христос и денес поминува покрај нашите мрежи и ни го упатува истиот повик што некогаш им го упати на апостолите. Дојди и врви по мене. А одговорот на тој повик, се разбира, не се дава со зборови, туку со живот. Благодата на нашиот Господ Исус Христос, љубовта на Бога Отецот и заедницата со Светиот Дух нека бидат со сите вас.